Благодарам. Почитуван председател, колешки колеги пратеници, представник на влада на Република Македонија, почитувана македонска јавност, сметам дека сум должен да дадам дополнителни појаснувања зашто и за каков фактички амандман, односно проект станува збор. Се работи за капитален проект кој што треба во иднина да биде еден од најзначајните проекти во Тиквешијата. 2. Количината на вода која што треба да се обезбеди со овој проект треба да ги задоволи јавните потреби на граѓаните во тие 3 општини: Неготино, Кавадарци и Росоман. 3. Изработена е физибилити студија со финансиска анализа. 4. Сума на пари од 275 милиони треба да биде потрошена во 2 буџетски години. Значи не се работи само за една година, него во 2 буџетски години. 5. Станува збор за ново технолошко решение кое што е базирано на испитување на фактичка теренска состојба, на лице место, значи не е правено врз база на само на канцеларијски разговори и договарања. Напротив, со теренско испитување изготвена е физибилити студија. 6. Станува збор за заеднички проект на 3 општини. И постојано говориме за тој регионален пристап. Еве ни шанса, еве ни можност. 3 општини, 69 населени места, 60.000 жители. Решиме деценискиот проблем. Се врши контрола на усливот на водите. При силните дождови да не дојде до заматување на водата и да се подобри квалитетот на самата вода. Со тоа што да не остане ниту едно населено место без квалитетна вода за пиење. Ве молам, 21 век сме. Исто така предвидено е поставување на скада систем, со што ќе се овозможи пречистување, рековме, на питките води, а во исто време и контрола на загубите на вода. Она што мора како појаснување да се даде, а фактички еден линк со она што го имав како расправа во првиот дел, кога почнавме со расправата по основ на ребалансот на буџетот, е дека се работи за капитални проекти кои што се основа во секоја цивилизирана земја за раст на бруто домашниот производ. Не смееме да дозволиме да се одбиваат капиталните проекти. Почитувани колешки и колеги пратеници, тие се основата за развој на било која земја, секако и на Република Македонија. За жал, во изминатите 5 години, согласно и со овој ребаланс на буџетот, повторно ни се случува одбивање на капитални проекти, проекти кои што се од регионален карактер. Во основата на тој проблем секако лежи од една страна многу слабиот, многу малиот човечки потенцијал, човечки ресурс кај дел од представниците на владата кои што работат на инвестиции, финанси, привлекување на странски инвестиции од една страна, а од друга страна големиот апетит за присвојување на народните пари. Ви благодарам. Председателе, благодарам на репликата, почитуван господин Минов. Благодарам затоа што дадовте потврда дека се работи за развоен проект, дека фактички тоа еден ден ќе биде и реалност. Кажавте неколку податоци околу словенечката влада и тоа дека се пренасочени тие средства во време на пандемија. Меѓутоа, од она што јас дослушнав претходно и од заменик министерот, дека станува збор за 30 милиона дополнителни средства, меѓутоа во делот на животна средина, Министерство за животна средина. Она со кое што јас не можам да се сложам е дека топката треба целосно да се префарли кај градоначалниците. Тогаш се поставува прашање, ако комплетно се префарли топката кај градоначалниците, зошто постои влада? Значи, ја мислам дека за еден ваков крупен капитален проект не постои влада во светот кој што долго ќе размислува, за тоа што бенефит ќе донесе на сите граѓани, а не е мала Тиквешијата. Станува збор за
околу 70.000 жители и вие добро знаете, посебно јас кој што доаѓам од Неготино, Росомон, кај што постојано, поготово во летните периоди имаме голем проблем во делот на водоснабдувањето. И затоа замолувам доколку се може да се даде подршка на овој амандман, бидејќи се работи за крупен капитален проект кој би требало да се реализира во наредните 2 години. Ви благодарам.